Зголемено вкупното производство на совомесни производи, зголемен извозот на македонски месни преработки и производи со пониски цени за потрошувачите. Ова се придобивките од тримесечната имплементација на времената мерка за ослободување од давачки за увоз на смрзнато свинско месо, велат од групацијата на производители. На денешната средба, вице-премиерот Кочо Ангјушев истакнал дека мерката ќе ја зголеми искористеноста на производствените капацитети на месната индустрија кои досега работеле со минимална искористеност од 28%. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски потенцирал дека мерката е донесена после повеќе состаноци со представниците од месната индустрија и со фармерите, се со цел да се донесе соодветно решение од интерес за двете страни, а при тоа да не се загрози домашното производство на свежо свинско месо. Во целиот процес Николовски рече дека значајни биле и анализите на Агенцијата за храна и ветеринарство за состојбата со домашното производство на свинско месо. Она прво што како резултат мислам дека е на оваа мерка што целата оваа индустрија се спаси од колапс. Дополнително тоа е една од клучните цели кој што е постигна оваа мерка, заради тоа што знаевме дека во последниот период 12 објекти беа затворени за еден сосема краток временски период. Се спаси секторот од колапс, но имаме сосема позитивни резултати во делот на зголемувањето на извозот на нашите преработки, но сето тоа исто така без да биде нарушено домашното производство на свежо свинско месо. Министерството за земјоделие сакам да потенцирам дека и во насока на поддршката на овој домашен сектор кој што исто така забележува раст, а тоа е производството на домашно свежо свинско месо, и во текот на овој период владата паралелно носеше нови мерки и политики. Ке подвлечам само две. За оваа година ги зголемивме субвенциите за 10% за домашните фармери, за домашното производство, за сите оние кои што се во делот на законот, односно ги опфаќа категоријата на производители кои што имаат потенцијал за развој. Од групацијата оценуваат дека како резултат на оваа мерка не само што ќе се зголеми искористеноста на производствените капацитети, туку тоа според нив ќе придонесе и за отворање на нови работни места и зголемување на платите во овој сектор.